Пепелашка. Си живееше еднаш едно несреќно девојче по име Пепелашка. Незината маќа беше многу сурова со неа. Пепелашка имаше 2 полусестри. Таа мораше многу да работи. Пепелашка постојано беше сама и имаше обичај да си муабети со мачето. Таа, дури и облечена во стари изветвени алишта, беше преубаво девојче. А незините полусестри беа невоспитани и грди. Еден ден, во куќата донесоа нови прекрасни фустани. Полусестрите на Пепелашка почнаа да се подготвуваат да одат на балот што требаше да се одржи во палатата на принцот. А Пепелашка мораше да остане дома. Одеднаш, пред неа се појави Самовилата. Само со едно движење на незиното волшебно стапче, Пепелашка веќе беше облечена во најубавиот фустан на светот. Со уште едно движење на волшебното стапче, Самовилата пред неа создаде 6 бели коњи. Пепелашка не можеше да им поверува на своите очи. Самовилата ѝ рече дека мора да се врати дома до полнок. Пепелашка преубаво си помина на балот. Пред да чукне полнок, таа потрча низ скалите во палатата, но едното чевличе и падна, а таа брзајки не се врати да го земе. Принцот, кој веќе беше до уши влюбен во неа, го зеде чевличето и му нареди на својот главен поданик: "Оди и пребарај го целото кралство, за да ја најдеш девојката на која ова чевличе ќе и биде точно." Сите бија изненадени кога видоа дека чевличето и беше точно токму на Пепелашка. Таа и принцот се венчаа и живееа среќни до крајот на животот.